за Преспанското езеро, меѓутоа и низа други факти со кои што сакаме да ја потенцираме важноста на климатските промени. Некои од луѓето ширум светот веруваат, некои не веруваат во истите, но за жал јас би рекла дека веќе ги живееме последиците од климатските промени. Но оваа тема и за влијанието генерално на климатските промени врз времето, врз температурите кои што ги имаме, барем еве и во овој период од годината. Денеска ќе зборуваме со докторот по метеорологија и климатологија, почитуваниот Пеце Ристевски. Добро утро и добре ни дојдовте во Утринската. Ке започнам со еден податок кој што го споменавме ние пред малку. Минатата 2022 една од најтоплата година во историјата, а последниве 8 до 10 години најтопли во светот генерално. Можеме ли да зборуваме зошто некако имаме се потопли години и можеме ли да кажеме дека веќе ги чувствуваме можеби последиците или дека веќе се видливи за генерациите кои што сме на планетава Земја, дека веќе чувствуваме дел од климатските промени? По климатските промени, односно глобалното затоплување, е под влијание на елементите на стаклената градина кои се случуваат во атмосферата. Тоа се хлорофлорокарбонатите, CO2, водената пареа, тие влијаат на температурниот и енергетскиот биланс во атмосферата и на тој начин сончевите зраци кои доаѓаат на земјината површина се заробени заради елементите на стаклената градина во атмосферата и во последниве години, 10 до 15 години, се поголеми, повисоки температури, дури до 1 степен Целзиусов е зголемена светската температура. Меѓутоа, од година во година, врз база на климатскиот наблюдувачки систем на Светската метеоролошка организација, постојат информации за тоа дали и колку се зголемува температурите. Постои наблюдувачки систем кој во целиот свет, не на сите делови од светот, меѓутоа на копнениот дел нарочно, а и на водните површини, каде во последно време веќе е почнато да се следи и преку сателит да се следат промените на климата кои се случуваат во атмосферата. Можеме ли да кажеме дека има поврзаност на климата и времето? Затоа што климата представува синтеза на времето. Значи, малку народски да им доловиме на гледачите за нивната поврзаност. Времето, сезоните, овие кои се постојат декември, јануари, февруари, зима, лето, јуни, јули, август и другите, се поврзани со соларните фактори, со сончевата енергија, која и со астрономските фактори. Значи, од основните училишта се знае на кој начин се движат земјата околу сонцето и така натаму, и е поврзано со сончевата зрачна енергија која доаѓа во атмосферата. Сега, заради ефектот на стаклена градина, сончевата енергија која доаѓа во атмосферата е заробена од елементите на стаклената градина, кои постоеле и ќе постојат. Меѓутоа, тоа е основа за животот на планетата Земја. Иначе, да не постојат елементите на стаклената градина и атмосферата, температурата во атмосферата ќе биде пониска за 33 степени. Значи, околу минус 18 степени ќе би била да не постои ефектот на стаклена градина. Меѓутоа, во последно време, тој ефект на стаклена градина е нарушен заради елементите на стаклената градина кои се повеќе и повеќе во атмосферата. Кој нарушува? Елементите на човекот ги нарушува заради производство на користење на фосилни горива и производство на елементи на стаклена. CO2, хлорофлуорокарбонати, водена пареа и го нарушува енергетскиот биланс во атмосферата. Тоа е суштината.
на нештата. А времето е поврзано со актуелните состојби, со појавата, општата циркулација на атмосферата, циклони, антициклони, движење на нашава територија, на ова на височина од 12 километри, на која се наоѓа тропопаузата, до тој степен се случуваат промени кои ги следи наблюдувачкиот систем на Светската метеоролошка организација и ги презентира во јавноста, а и преку медиумите и одредени земји на локално ниво. Тие податоци се разменуваат и во облик на модели на општата циркулација на атмосферата се прави анализа и прогноза на времето. На тој начин, следејќи ги промените кои се случуваат во атмосферата. Свидоци сме, ќе се служите дека го посакувавме снегот долго време, барем и за време на празниците. Зимата стартуваше нели кон крајот на минатата година и некако го немавме како да задоцне, а од друга страна пак во екстремни ситуации беше присутен во другиот крај од светот, некаде во Америка, каде што имаше и до рекордни минус 50 степени. Дали и овие моменти што на едниот крај од светот имаме екстремно ниски температури, а во другиот дел од светот не достига снегот, дали сето тоа е некоја видлива последица на овие климатски промени? Па тоа е врзано со општата циркулација на атмосферата. Рековме дека во Америка имавме во еден период продор на арктички воздух, дури до Мајами доаѓаше до Флорида, температури до минус 40, минус 50 степени, баш и тие состојби ги имам ставено на една своја фан страна. Слободно кажете ја. Тоа е времето и климатски промени, односно Weather and Climate Change, каде се што се случува во светот и кои ми се достапни на преку Facebook и другите медиуми, ги ставам на фан страна, која е 7-8 години, и се познати и ги разменуваме со другите читатели, гледачи на фан страната, со цел да покажам какви се промените на времето и какви се промените на климата во атмосферата. Тоа е. Исто така би сакала да споменеме за сушните периоди, за нели се потоплите лета. Сега ќе зборувам и за Македонија, некако на тоа да се надоврземе. Сезоната оваа зимска споменав дека некако снегот ни доцнеше, меѓутоа снегот, немањето на снег беше проблем не само во Македонија, туку би рекла на цел Балкан, па дури можеби пошироко во Европа. Претпоставам дека најмногу од сите овие работи ќе страда земјоделието, меѓутоа што друго ќе страда и колку Македонија е засегната од климатските промени. Ние пред малку ја споменавме и состојбата со Преспанското езеро, со повлекувањето на водата. Дали таа ситуација е всушност дел е на некој начин видлива последица од целата оваа ситуација? Па промените, генерално глобалното затоплување влијае на промените на климата. И тој термин е вообичаен преку Светската метеоролошка организација, преку Обединетите нации и другите асоциации кои се во рамките на тие меѓународни организации. И за таа цел во 79-та година е на Светска конференција за климата е припремен еден материјал, односно се донесени 3 Рио конвенции во 92 година, конвенција за климатски промени, конвенција за биодиверзитет и конвенција за суши и опустинување, и врз основа на тие конвенции се задолжени потписничките на конвенцијата, односно државите, владите, да прават соодветни извештаи за климатските промени. Така што минатата година, секоја година, 27 КОП се вика таа организација, која формиране меѓународен панел за климатски промени, кои то се отприлика околу 2000 експерти од светот, кои прават кои го водат
овој проблем и влијаат врз насоките на земите за да прават соодветни извештаи за своите состојби околу елементите на стаклената градина, а и промените на климата. Така што овие состојби и во Македонија се третираат, веќе е направен четврти извештај за климатските промени. И што вели тој за Македонија? Достапен е до конвенцијата, значи постои такво тело од конвенцијата, кај што се прикажани состојбите. Тоа покажува какви се елементите на стаклената градина на нашето тло, на Македонија, и кој е изворот на загадувачките материи по разни основи. Кој најмногу страда во нашата земја? Сега, во тие извештаи, планови, во тие 4 планова, до сега е покажано дека има влијание врз водите и водните ресурси, значи тука билансот на водите и на езерата и акумулациите и така натаму, врз земјоделието како главна една стопанска гранка, врз шумарството, исто така, појава на пожари на отворен простор, топлотните бранови влијаат на се и се што, на здравјето на луѓето. Сушите и сушните периоди се факторот и топлотните бранови. Тоа сме сведоци на ова минатата година, предминатата и другите, каде се појавија пожари на отворен простор. Тука се пожарите и во земјоделието и во шумарството, и големи проблеми имавме во шумарството и проблеми со заштита на шумите од пожари. За Преспанското езеро, кој би бил вашиот коментар? Па врзано е со доливот на вода во езерото од Перистер, од Галичица и од другите планини, и појачано испарување од водата и недостиг на вода заради немање доволна количина на врнежи. Ние со Ненад споделивме дека паметиме од нашето детство време кога сме оделе по одмори на Преспанското езеро. Претпоставувам и вие сте го практикувале тоа. Би сакала да ве навратам со оглед на тоа што со години сте дел од оваа област. Сега сте веќе во пензија, но сте биле дел од управата за хидрометеоролошки работи и навистина ја следите оваа проблематика, иако сте во пензионерските денови. Но какво време паметите вие од вашата младост? Да направиме некоја паралела со ова што е денеска. Имам чувство дека некако се пролонгирани почетокот на сезоните во смисла пролет, лето, есен, зима. Нели, и со можеби намањето снег некако ни се пролонгираше зимата. Имавме навистина надпросечни температури за зимскиот период, малтене пролетни температури и така натака. Во текот на летото имаме екстремно високи. Какво време паметите вие од вашите можеби помлади денови? Видите, тоа е врзано и со паметењето, меѓутоа врзано и со литературата, соодветна документација. Таа документација е во управата. Колку е сменето, тоа сакам да го потенцирам. Ќе се вратам и на тоа. Во управата за хидрометеоролошки работи постои база на информации за климата и климатските промени, која и во хартиена форма и во електронска, врз основа на која може да се направат анализи, а и јас се сеќавам и ги имам како информации за состојбите со климата и со екстремните состојби во атмосферата, на тлото на територијата на Република Македонија. Така што и постојат информации за екстремните состојби и со суши и сушни периоди, и за екстремни температури, и за појава на снег и снежна покривка, и за јаки олујни ветрови. Така што сега, кога би се вратил на тие информации кои претпоставам дека имате во таа насока да одговарам на тоа прашање, е дека ние имаме максимална температура до сега измерена 24 јули 2007 година, кога се е измерена највисока температура од 45,7 степени Целзиусови во Демиркапија, а претходен максимум беше 44,5 на 22 август 52 година. Подоцна, во 2007 и 2012 беа едни од најтоплите
лета во Македонија, кај што температурите на воздухот беа многу над просекот. А и во последно време свесни сме за состојбите во кои сведоци сме за тоа. Меѓутоа, на тлото на Македонија имало и други екстреми. Екстреми како, например, 10 април 1985 година, кога се измерени температури на воздухот над 30 степени, значи во април месец, а истата година па се појавени апсолутно максимални температури во текот на летото. Например, 13 јануари 85 година е измерена најниска температура во Скопје, минус 25,6 степени. Која година тоа? Тоа е 85 година, што е најниска температура воопшто измерена на територијата на Скопската котлина. Исто така, ако баш... Тоа е и за Македонија најниска или само за Скопје? Најниска температура досега, баш на фан страната имамо објавено карта на Македонија од 27 јануари 54 година во Берово, каде е измерена температура од минус 31,5 степени, во исто време во Пелагонија е измерена минус 29,4 степени Целзиусови, што беше најниска, што е и најниска температура воопшто измерена на територијата на Република Македонија во изминатите 50-60 години. Ке се случите дека на времето, нели во зима и во вашето детство, претпоставувам, со овие минусни температури, постојано имало и снег и снежна покривка, сега некако ни недостига во централните градски подрачја? Така е, снегот и снежната покривка не е секогаш таа која носи негативни температури. Вакво суво лето, може со негативни температури, кога е антициклонално време, да има пониски температури отколку кога е снег. Снегот кога паѓа снегот е при температури од околу нула, од минус 2 до плюс 2 степени. Меѓутоа, после транспортот на студени воздушни маси и антициклонално време се јавуваат заради радиационо ладење на подлогата, се појавуваат ниски температури, нарочно во висинските котлини, Беровската, како што ја спомнавме, Пелагонија и други, и тогаш се јавува значително пониски температури на воздух. Пец, имаме уште 2 минути до крајот. Би сакала некој ваш став во поглед на тоа дали колективно во светски рамки има негрижа кон животната средина и тоа доведува до некакви климатски промени, и какви се вашите прогнози за некоја блиска иднина? Баш има. Значи, за жал. Има влијанија меѓународната заедница преку Комисијата за климатологија на Светската метеоролошка организација, преку УНЕП, Програмата на Обединетите нации за животна средина, УНЕСКО, ФАО и други светски организации, Светската здравствена организација. И пред малку кажав, значи потпишан е конвенција за климатските промени, Рио конвенција, Кјото протоколот од 1997 година, Парискиот договор од 2015 година, кои ги насочува државите да се борат против климатските промени. И она се што се случува во меѓународната заедница, веќе борбата е почната и треба што повеќе да се тера до крај тие концепти што се ставени и подпишани од владите на земјите членки. Значи, се води грижа, меѓутоа потписниците на конвенцијата треба да ги намалат емисиите на стакленички гасови кои се случуваат во атмосферата заради користење на фосилни горива, нафта, јаглен, дрво и така натаму, и да се префрлат на нови обновливи видови на енергија, што веќе и во Македонија се прави. Посвесни. Да, свеста постои и меѓу народот, меѓутоа државите треба да се определат за енергија, за нови обновливи видови на енергија, што ја не е загадуваат животната средина и влијаат врз климата и климатскиот систем. И тогаш би се променило нешто во однос на климата? Па ќе се промени, ќе се стабилизира климата на ниво тој и подпишаната конвенција во
и Кјото протокол, целта е да се вратат емисиите на стакленички гасови на ниво кога ќе се стабилизира климатскиот систем да биде нормален. Иначе се оди во негативна насока, значи се зголемуваат концентрациите на загадувачки материи, веќе дојдојат над 40 микро ppm, што е горна граница за која би можело да биде алармантно за планетата Земја. Пице, толку ни е времето. Ви благодарам за овој навистина убав разговор. Темата е секогаш многу интересна, барем за оние особено кои што следат климатски промени и животна средина и се интересираат за тоа што му се случува вистински на светот. Може да ја следат и вашата Facebook страна каде што постојано коментирате на оваа тема, време и климатски промени. А се надевам дека ќе се видиме и во некоја друга прилика за слична проблематика. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам јас што дојдов во ситуација да ја раскажам мојата приказна која долго време ја имам во себе, ја живеам. И да ја живеете и да ве служи разумот и умот уште долго, затоа што гледам на вистина располагате со бројни информации, ги паметите датумите, што на вистина е за поздрав. Па треба да кажам дека припремаме една статија ова, климата во 20 и 21 век на Македонија, со која ги следам сите параметри кои се значени за. Ќе биде сето тоа објавено, ќе бидеме и тука да пренесеме.